почитувани медиуми и почитувани граѓани, во интерес на граѓаните, јавноста и спречување на ширењето лаги со кои се занимаваат Социјалдемократскиот сојуз и поинаку изминативе денови, денес јавно и транспарентно сакам да ја известам јавноста за неколку работи. На сметката на општинскиот буџет во моментов денес има 184 милиони 29.000 денари или 2 милиони 992.350 евра, што комплетно ги отварла сите лажни обвинувања кои вчера беа пласирани во јавноста, дека општинската каса е празна. Пари има, почитувани граѓани, проекти има, изработуваме и нови, но сега наред е Советот, преку усвојување на новиот ребаланс на буџетот, да овозможи реализација на проектите и поддршка за напредок на Битола во сите области, кои се во надлежност на локалната самоуправа. Јас како градоначалник и општинскиот совет имаме обврска да поддржиме развој, а не општината да ја претвориме во штедилница. Денес ќе го добиете и изводот од сметката. Имајќи предвид дека упорно се манипулира јавноста за некаков криминал, не се закажува седница, се тактизира, а работните тела се уште немаат усогласен став во однос на новиот ребаланс на буџетот кој го доставив до советниците, а во кој се вклучени најголемиот дел од нивните амандмани, денес јас и граѓаните на Битола очекуваме одговори за спортот, капиталните инвестиции, животната средина и други проекти. Дали со незакажувањето на седница за ребаланс на буџетот, советниците се против поддршката на ракометниот, кошаркарскиот и фудбалскиот клуб Пелистер, дали општината не треба да дава поддршка на професионалниот спорт? Откако по барање на советничката група на поинаку, по законски пат, склучивме договор со М заедница, за да на крај се покаже дека М заедница не може професионално да го спроведе електронското аплицирање за клима уреди на кој бевме сведоци, дали сега треба да ги оставиме граѓаните без најавеното субвенционирање? Мојот став е јасен, тоа го искажав и неодамна. Субвенции треба да добие секој граѓанин кој од првиот ден до последната минута на последниот ден доставил комплетна документација и граѓаните тоа го очекуваат. Во интерес на граѓаните очекувам јасен и јавен став од работните тела на Советот и поднос на ова прашање. Ке потсетам дека со ново предложениот буџет од моја страна не станува збор за некакви анекси на улици, туку за реализација на нови проекти, и тоа, ќе ги повторам, изградба на влезот од Битола од страна на Охрид и дополнување на проектот за реконструкција на улица Довлеџик со кружен тек, реконструкција на влезот од страната на Прилеп и реконструкција на улицата Владимир Назов, изградба на нова улица кај Дулие, каде ќе се гради новиот комплекс на Лидл, реконструкција на улица Булевар 1 мај, јужната страна од Црмоз до Бранко Радичевиќ, до изградба на улицата СРУ 5 како и улицата СТУ 3 во касарната, реконструкција на коловоз на улиците Даме Груев, 7 бригада, Димитар Тодоровски, дел од улицата Индустријска, дел од улиците Никола Тесла, од улицата Владко Миленковски до крстувањето со булеварот 1 мај, Гаврилов Принцип, Леринска, улица Буковски мост. Изготвувањето на проектна документација за реконструкција на јужната трибина на стадионот Петар Милошевски, како изградба на спортски игралишта во основното училиште Елпида Караманти. За сите граѓани кои сакаат да имаат увид на амандманите од советниците и нашето постапување, јавно ќе биде објавена деталната листа. Нагласувам, прифатени се скоро сите, освен амандманот за бесплатна детска градинка, кој во овој момент не овозможува рамноправност на сите граѓани кои имаат потреба од згрижување на дете во детските градинки. Амандманите се прифатени покрај тоа што, согласно деловникот за работа на Советот на општина Битола, не е предвидено предлагање на амандмани од страна на советниците. Овој состав или некој претходен имал можност да направи промена на деловникот и по примерот на другите општини да овозможи поднесување на амандмани. Меѓутоа тоа го возможуваме секако. Иако општинската администрација се обиде да постапи согласно член 27 од Законот за буџети, да ги усогласи приходите и расходите на барање на Советот, ребалансот на буџетот од месец јули не беше вчитан, поради надминување на законски дозволената рамка. Во консултации со Министерството за финансии,
укажувам дека во ваква ситуација, укажано ни беше, за да се усвои новиот предлог ребаланс на буџетот на општина Битола, Советот на општината Битола на првата наредна седница би требало да донесе одлука за ставање вон сила на измените и дополнувањата на буџетот на општината за 2023 година од 11.7, објавени во службен гласник на општина Битола број 11, или да ги донесе новите измени и дополнувања на буџетот на општина Битола за 23 година, кои што се веќе предложени од моја страна, во кој би било содржана одредба според која со нивното донесување и влегување во сила ќе престанат да важат измените и дополнувањата на буџетот на општина Битола за 23 година од 11.7, кои не се во согласност со Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа и не можат да бидат вчитани во трезорот. Тоа значи дека и да не се усвојува новиот предлог ребаланс на буџет, неопходно е веќе донесениот, а не вчитан буџет да се стави вон сила. На крај би сакал јасно да потенцирам. Општина Битола има финансиски средства кои во моментот не може да ги користи за нови финансирање и нови проекти. Очекувам јавен и јасен став од Советот за секој од наведените прашања. Ќе има ли Битола капитални проекти? Спорт, култура, обновен планинарски дом, копанки, субвенции за сите апликанти на новиот повик за клима, уреди и така натаму. Битолчани, нашите сограѓани ги очекуваат одговорите кои ќе бидат потврдени само доколку конечно биде закажана седница за усвојување на законски ребаланс на буџетот. Пари има, почитувани, а тоа граѓаните ќе го имаат постојано на увид. Како и програмите за вложување, повикувам на надминување на партиските интереси и работа во интерес на Битола и граѓаните. Благодарам.